Почитувани граѓани, почитувана јавност. Трета година поред, Република Северна Македонија бележи напредок во слободата на медиумите во извештајот на Репортери без граници. Спроведените реформи, демократското владење, почитувањето на човековите права и слободи придонесоа за напредок на нашата држава во однос на слободата на медиумите. Денеска, за разлика од 2016 година и владењето на ВМРО-ДПМНЕ, имаме подобрување од 19 места на листата на Репортери без граници. На ова поле, пред нас се уште има предизвици и затоа треба да се продолжи со реформите и со постојано унапредување на медиумските слободи. Во извештаите на Репортери без граници, како проблем, редовно се издвојуваат работењето на Националниот јавен сервис, кој според оваа организација се уште е под контрола и во функција на ВМРО-ДПМНЕ. Потреба од подобрување на независноста на јавниот сервис беше нотирано и во извештајот на Европската комисија за напредокот на нашата земја. Затоа е важно оваа институција да се деполитизира и да се професионализира. Почитувани граѓани, јасно е зошто ВМРО-ДПМНЕ со месеци свесно го кочеше изборот на членови на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и изборот на членови на Програмскиот совет на МРТ. ВМРО-ДПМНЕ е против реформите во медиумите, против силни и независни и професионални институции. За да се надмине се во ова, кадрите на ВМРО-ДПМНЕ треба веднаш да дадат неотповикливи оставки од своите позиции како членови на Советот на АВМУ и Програмскиот совет на МРТ. Потребно е да се врши избор согласно новите законски одредби, што ќе значи департизација и професионализација и на Советот на АВМУ и на Програмскиот совет на МРТ. Професионализацијата на Агенцијата и МРТ е од особено значење за реформата на медиумите и унапредувањето на демократските вредности во нашата држава. Без разлика дали тоа му се допаѓа или не на ВМРО-ДПМНЕ, реформите мора да продолжат во интерес и на државата, и на граѓаните, но секако и на медиумите.